Почитувани присутни, почитувани медиуми, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави јавниот повик за избор на изведувач за проектот за наводнување на јужната долина на реката Вардар, втора фаза. Ги покануваме сите квалификувани понудувачи да достават понуди за изведба на работите на системот за наводнување во Валандово, кој што е офатен со овој проект. Овој систем кој што се наоѓа во општина Валандово покрива површина од 2032 хектари. 4 препумпни станици ќе обезбедат вода за 1080 хектари во долната зона и 952 хектари во горната зона. Проектот предвидува изградба на структурата за пренасочување на реката Вардар, рехабилитација на водозафатот и целосно автоматизирана главна пумпна станица. Ке се гради главен гравитационен цевковод со 4 препумпни станици и ке се модернизира мрежата за наводнување. Воедно, проектот вклучува и градежни работи на шахти и главни хидранти за наводнување, како и реконструкција на пумпната станица Страиште на крајот на главниот цевковод. Проектот се финансира со 70% од средства од владата на Сојузна република Германија, преку развојната банка КФВ, односно Германската кредитна банка, и со 30% од средствата на владата на Република Македонија, како и грантот кој што беше одобрен. За оваа реализација, во втора фаза, Германската КФВ кредитна банка во декември минатата година ни одобри дополнителни средства во износ од 4 милиони евра во форма на грант. Изведбата на градежните работи се очекува да започне во средината на септември и ќе трае вкупно 21 месец. Тендерот ќе се спроведува преку постапка на меѓународен отворен повик според упатствата и правилата на германската КФВ. Овој проект е од витално значење за македонското земјоделство, чие што основна цел е да ги подобри условите за живот на населението во јужната долина на реката Вардар. Преку одржливо управување со водните ресурси ќе придонесеме кон зголемување на просечниот интензитет на засаденост и зголемување на приносите на главните култури. Од овој капитален проект бенефити ќе имат 1300 домаќинства или околу 4500 граѓани кои што живеат во атарот на селата Пирава, Јосифово и Удово. Постојниот систем за наводнување во многу лоша состојба и не испорачува вода во повисоките зони. Во пониските зони пак испорачува вода само во 2 месеци во текот на годината. Изградбата на новиот систем за наводнување ќе обезбеди континуирано снабдување со вода за наводнување 24 часа, 365 дена во годината, со што ќе се создадат услови за обработување на сите расположливи земјоделски површини во ова подрачје. Со овој капацитет за наводнување очекуваме дојде и до промена на земјоделските култури кои што се одгледуваат во овој регион и ги охрабруваме земјоделците да се насочат во производство на подоходовни земјоделски култури кои што бараат континуирано наводнување. Тоа ќе придонесе за повеќе реколти во текот на годината во една иста земјоделска површина, особено ако се имаат во предвид климатските услови во овој регион. Проектот Јужно-Вардарска долина е од витално значење за земјоделството во јужниот регион и со неговата реализација долгорочно и трајно ќе се реши проблемот за наводнување и за обезбедување на вода за наводнување во целиот овој регион. Проектот за наводнување на јужната долина на Вардар е само еден од повеќето капитални проекти за современи системи за наводнување и зголемување на површините кои што се наводнуваат, што е цел на нашата политика. Интензивно работиме на реализација на низа проекти за изградба на нови и реконструкција на постојните системи за наводнување, со единствена цел да ги зголемиме наводнуваните површини, што ќе има позитивен ефект врз зголемувањето на вкупното земјоделско производство. Благодарам.